Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска денес беше во работна посета на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Штип. На средбата се разговараше за динамиката со која се реализираат проектите кои се во тек и за оние кои се предвидени за наредната година. Како дел од средбата беше и посетата на црквата Свети Спас од 14 век, каде пред известно време беше завршена конзервацијата на фреско живописот и целосно се санираше кровната конструкција. Она на што во овој момент се работи е конзервација на икони од црквата Успение на Пресвета Богородица во Ново село, кои по завршувањето на нивната обнова ќе бидат изложени во галеријата на црквата. Можев да се запознам со динамиката и текот на конзервација на овие икони при конзерваторското оделение во самата институција Завод и музеј Охрид, со самите конзерватори кои што интензивно работат на конзервација на овие вредни икони. Веќе половина од иконите, над 40 се конзервирани и се складирани во депото, се работи на останатиот дел до 85, на втората фаза, така да согласно динамиката, овој проект треба да заврши следната година, каде што ќе се реализира и галерискиот простор во црквата. Во наредните 5 години во Штип целосно ќе бидат обновени фасади на уште неколку куќи и објекти кои се заштитени со закон. Во делот на Ново село се планираат уште 2 куќи, тоа е куќата на Личкови и куќата Крстимир Сирков 69, познатата куќа каде што се снимаше филмот Среќна нова 49 година. Планираме исто куќата на Дели Петриви да ја санираме фасадата. Една од објектите каде што ќе се финансира санација на фасадата и Гарни хотелот. Со зачувување на старата архитектура во Штипско Ново село и се она што досега направено на инфраструктурен план, ќе се врати стариот сјај на ова значајно место за Штип, истакна Илчо Захариев, градоначалник на општина Штип. Многу значаен сегмент е зачувањето на таа стара архитектура. Личковата куќа е многу битна, Станчевата куќа, куќата на Лазарови, секако дека музејот на ВМРО со восочни фигури беше навистина право откровение за нашиот град. Да речеме, јас моите гости, амбасадори кои доаѓаат, прво ги носам во Ново село. И лично мислам дека следните 2 години Ново село ќе си го добие на значајно место, затоа што ретко некое така мало место, на така мал простор има толку богато културно наследство. Во проектот за обнова на црквата Свети Спас се вклучи семејството Милеви, кој финансиски го помогна овој проект. За следното празнување на Свети Спас, околината, инфраструктурата, зеленилото ќе биде во многу подобра светло, за да можат нашите сограѓани со задоволство и да бидат присутни на празникот на Свети Спас.